Овие двајца влегоа во дискусијата на претседателските избори во САД. Смртта на Алексеј Навални во руски затвор ја разгоре политичката реторика против рускиот претседател Владимир Путин и неговата инвазија на Украина, откривајќи ја јасната поделба меѓу претседателот Џо Бајден и неговиот главен предизвикувач засега Доналд Трамп. Бајден веднаш обвини, најави строги санкции поради смртта на Навални во казнената колонија на Арктикот, што руските власти го припишуваат на синдром на ненадејна смрт. Факт е дека Путин е одговорен, без разлика дали наредил, тој е одговорен за околностите. Ова е кој е тој. Тоа едноставно не може да се толерира. Реков дека ќе има цена што треба да се плати. Кремљ соопшти дека обвинувањето е неосновано и дрско, а властите во Москва не и дозволуваат пристап на мајката на Навални до неговото тело. Трамп и неговата републиканска партија зазедува поинаков став, при што Трамп рече дека нема да го поддржи НАТО како што тоа го прави Бајден. Во неодамнешниот настап со Fox News се опиша како жртва на политички прогон, како Навални. Тоа е ужасна работа, но тоа се случува и кај нас. Се претворивме во комунистичка земја на многу начини. Ако анализирате, јас сум водечкиот кандидат. Бев обвинет 4 пати. Имам 8 или 9 закажани судења. Сето тоа поради фактот што сум во политиката. Трамп беше нејасен за тоа како ќе ја заврши руската војна против Украина, наместо тоа рече дека ако тој би бил претседател на САД, Путин никогаш немаше да изврши инвазија. Републиканците прашуваат зошто треба да го финансираат конфликтот. Руските сили неодамна зазедоа клучен град за кој Белата куќа го посочува како доказ на украинските сили дека им е потребна итна помош. Некои републиканци се уверени дека ќе биде усвоен пакет помош од 95 милиарди долари. Најголем дел е за Украина. Мислам дека бавниот одговор од Европа и САД штети на Украина. Затоа не можеме да дозволиме ова да се случува. Мора да реагираме. Во меѓувреме, војната доби поширок контекст. Тема е улогата на Америка. Дали Америка ќе продолжи да ја игра улогата на глобалната сила која ги исполнува своите ветувања, која почитува сојузништво и која е способна да манифестира сила. Или Америка повеќе не е тоа денес. Тоа е прашањето. Повеќе не се работи за Русија или Украина. Москва и Вашингтон се оддалечени речиси 8000 километри. Но, како што САД го свртуваат фокусот на ноември, нивните судбини се повеќе испреплетени од било кога.